вечер. Почитуван председателе на владата на Република Македонија Никола Груевски, почитуван за надворешни работи Никола Поповски, почитувани пратеници, почитуван председателе Коловски, почитуван председател Николов, почитуван архимандрит Царкњас, почитувани мои родители, почитувана моја драга господја Митреска, почитувани гости и пријатели на обединета македонска диаспора. Тоа мораше да се направи за да има мир во куќа. Почитувани активисти, почитувани браќа и сестри. Денеска пред вас имам чест да доделам две награди на особени личности кои направиле многу за Македонија. И ќе зборувам за еден збор кој, верувам ќе се согласите дека секојдневно го слушаме, тоа е зборот идентитет. Секојдневно веруваме дека секој ден се бориме во таа тешка битка да се зачува македонскиот идентитет. И мислиме дека денеска е денот кога не смееме да се предадеме од таа битка, а забораваме дека таа битка се води со векови. Кога ќе се погледа во странска литература што означува еден народ, дали еден народ има свој идентитет, кога ќе се погледне кои се тие одлики на еден народ, се зборува дека тој народ треба да има еден засебен јазик, треба да има една засебна култура и традиција, треба да има една засебна вера и верување, треба да има заеднички вредности. Од сите овие неколку карактеристики вечерва ќе зборуваме за две многу важни карактеристики. Првата е македонската вера и религија. Македонската православна црква, како еден од причините што во секој од нас тлее љубовта кон оваа држава, со векови, да се навратиме назад и за османлинското робство, 500 години македонската држава стоела како едно безбедно место каде македонците, иако биле во робство, можеле сепак да уживаат во сопствената вера и религија и во своето верување. Тој континуитет продолжува за време на една социјалистичка федеративна република Југославија, каде одредени одлики на еден народ биле потиснувани, но македонската црква сепак имала слобода да може да функционира и македонскиот народ да опстане. Има голем број владици, попови во таа македонска православна црква кои работеле како Никодим Царкњас за заштита на македонскиот идентитет. Но еден од најголемите борци, и кога ќе се спомне неговото име, не може да се заборави каков глас и со каква љубов тој човек зборувал и работел за Македонија. Тоа е владиката Кирил. Безбројни беа епитетите кога се спомнуваше неговото име, кој за жал владиката Кирил почина пред некој месец и пол. Како еден од последните негови достигнувања е возобновување на црквата во Лешок. Секојдневно бараше начин како да се возобнови таа црква после конфликтот во 2001. А не сме да се заборави неговата заслуга во диаспората, неуморно работејќи помеѓу македонските иселеници и како еден од сведочењата неговиот труд, една од прекрасните цркви во Детройт, Мичиген. Како што реков, за жал, дедо Кирил почина пред месец и пол, го напушти овој свет, но неговото дело продолжува. Дедо Кирил, ќе продолжиш да светиш за сите нас таму горе, а ние ќе продолжиме по твоите стапки да го чествуваме македонското име и македонскиот идентитет. Затоа денеска обединета македонска диаспора посхумано му доделува награда за особено истакнување и работа и активност за чување на македонскиот идентитет на владиката Кирил. Имам особена чест денеска пред вас да зборувам за уште еден човек кој целиот свој живот се посветил за чување на македонскиот идентитет, култура и традиција. Многу е лесно да се најдат луѓе кои се посветени за тоа што веруваат кога се работи од личен интерес и од материјални нешта. Но многу тешко се наоѓаат луѓе кои се посветени да работат неумерно секој ден за она што веруваат, за нивната љубов, за нивната пасија. Човек кој 60 години работел неуморно секој ден,
Човек кој, како што спомнав, во еден режим за времето на Југославија, кога се потиснуваше се што беше македонско, танец беше еден бренд, кој низ целиот свет го покажуваше македонската култура, македонското богатство, македонската традиција. Може многу да се зборува за господинот Атанас Коларовски. Неговите почетоци, кога почнува да се запознава со македонската традиција, се уште во далечната 44-45 година. Уште во Втората светска војна, на еден начин се спасува да не војува во војната и почнува да се запознава со македонската фолклор. Во 60-те години заминува во Соединетите Американски држави, државата Сиетл, и од тогаш натаму покажува дека 7 осмини и македонската фолклор и традиција се едно богатство, непроценливо богатство кој никој не може да ни го одземе. Јас не сакам да зборувам понатаму повеќе за него, зашто тој навистина е една жива легенда, а јас сум релативно млад. Но би сакал да поканам уште една жива легенда те вечерва на сцената, господјата Олга Сандович, ако ме слуша, зашто имаше проблеми со нејзиниот апарат за слушање кој во летањето од Канада тука, во нејзините млади 84 години се уште продолжува да работи за македонската историја и култура и заштита. Би сакала да каже неколку збора за господинот Коларовски. Господјата Олка, дали е тука? Не ја гледам. Нема проблем. Сакам да спомнам, вчера со уште еден од нашите представници на Обединета на македонска диаспора, господинот Тале Булек, зборувавме исто за господинот Коларовски и ми објаснуваше анекдоти од неговите активности во Соединетите Американски држави и ми кажуваше како господинот Коларовски во една ситуација се нашол во Чикаго, мислам, и зборува со некоја личност и личноста вика како вика ова е македонскиот мелос, јас не можам да го заштитам. Само да довршам анекдотата, вика како е овој македонски вика ритам, јас не можам да го запишам нотите, не можам да го фатам овој ритам. Господин Коларовски вика, а замисли па да го играш. Господи Олга, поверете. Ќе ме извините, ама не говорам многу добро по македонски, ќе кажам по англиски. Сум од Торонто. Атанас Коларовски е многу специјален пријател. From 1964, when Atanas Kolorovsky did his first workshop in North America, in Buffalo, New York, I was there, and I have been following him around wherever he goes. And each workshop is very exciting. One was particularly exciting 2 years ago in Japan. You have to know that Atanas has been going to Japan every year since 1980. The Japanese folk dancers know more about Macedonia, more about Macedonian songs and dances than any Macedonian in this room. It was Atanas's 85th birthday 2 years ago, and Himeji, Japan, 175 Japanese dancers were there. And on Sunday, the Japanese dancers did at least 100 Macedonian dances. Not only did they do the dances, they sang in Macedonian, song after song. They had a gaida player, tapangia, accordion, and clarinet, all Japanese. And they honored Atanas on his 85th birthday. And of course, I had to be there. Just like I have to be here today, not only for the UMD conference, but particularly for Atanas Kolorovski. And I want to tell you what Macedonian folklore means to me, and what I feel that most Macedonians don't understand. Macedonian folk dancing is our history, it's our heritage,
It is the heart and soul of Macedonia. To take away our dances, take away our songs, what country are we? So Atanas has played a very important role in bringing Macedonian music, dance, song all over the world, whether it's Germany, Belgium, Switzerland, Holland, Asia, Hong Kong, Taiwan, and Japan every year since 1980. And I think we have to look at our culture a little differently. Yes, we're in modern times. Atanas and Olga are aging. We need new people to replace us that feel the passion that we do about our country. As I heard the national anthem, tears brought to my eyes that we have a country, and that is special. So never forget about our culture. Atanas is truly a legend. He is our cultural ambassador, and he still continues to teach. And next week, Atanas is going to be celebrating his 87th birthday. And I say, this has been an incredible conference, very academic. A lot of it I didn't understand because my Macedonian is very poor. And I think it is important that we learn all these things, but never to forget about our culture. Without music and dance, we are not a nation. And I honor Meto Kolowski because when I met him in Toronto a few years ago, I liked his manner of speaking, and I could understand what he was saying. But I also asked him a number of questions, and I realized that he was a well-rounded young Macedonian, and I think it is wonderful that he too respects the folklore of our country. And I ask that you all remember, never forget who we are through our culture. And we have a different role to play than those of you that are academics. But you must also know that there are many people that through folk dance found their careers. There are many ethnomusicologists, not Macedonian, through Macedonian music. There are many folklorists teaching at universities through Macedonian folk dance and music. One of the most highly respected professors of the Macedonian language started his career through Macedonian folk dancing. A professor in Toronto who started her career through Macedonian folk dancing. So never, never think that folk dancing has a lesser role to play. So, and if I had a drink, I would drink to Atanas Kolarovsky, who is truly a legend and our cultural ambassador. Atanas, I love you. Thank you. No, you can stay. I'm going to ask Miss Olga to help me carry the award to Mr. Kolarovski. Kolarovski, please. Ке ве молам, еден огромен аплауз за човек кој целиот свој живот го има посветено за промоција на македонскиот фолклор, музика и танц. Танец, господинот Коларовски се синоним. И во оваа прилика, обединета македонска диаспора му ја доделува наградата за животно дело на господинот Коларовски.
пред све би сакал да се заблагодарам на убавата презентација од Олга Сандалович. Има многу нешто да се каже, но презентацијата на Олга, на господин Билче, би ги одзема зборовите и сега веќе малку ми остана што треба да кажам. Пред све сакам да честитам на Обединетата македонска организација и почеститам празникот, денот на 44-та година поред. Друго би сакал да кажам, да ви се захвалам на ова награда која што ретко ми се случувала и на вакви говори веќе не можам да ги искажам сите желби, емоции за ова организација ОМД ми направи голема чест, среќа, љубов и ме направи погорд. Гордоста не се мери, нито ова награда може да се исплати со ништо материјално. Ова останува за секогаш вечито и ми дава уште поголема нада за што повеќе понатамо да работам за повеќе на информацијата за македонската културна традиција, за нашиот идентитет, за нашиот ритам, нашата македонска мелодија, нашите костими и можам слободно да кажам дека Македонија е единствената земја на светот која што е богата со македонски фолклор, со овој идентитет кој што ние треба да се гордееме. Гордоста никогаш не ме напуштила по цел свет. Каде да одиш, каде да бидеш, не се плаши, не се трами. Македонец да си. Ова што ми се случи денеска е за мене голема реткост. Имам слушави понапред, но секога што станувале на страна. И ми велат дека хероите стануваат после смртта. Многу сум горд и чест благодарам на ОМД што не ме заборавива, него не чекава многу за да ме поканат и да ми ја дадат ова непроценета награда за мене. Затоа од се срце им посакувам понатамо просперитет, љубов, среќа и да не жива Македонија. Понатамо не можам да не кажам дека уште поголема чест ми прави да бидам со господинот. Наш премиер едно ја води ова земја, економија, политика, а повеќе за нашиот етникум. Ние имаме многу со што да се пофалиме со тој етникум. Но не смееме да го игнорираме. Не сакам да бидам скромен толку, али морам да кажам дека во Јапан сум 32 години.
мислам 32 години, секоја година по месец дена. За тие 32 години имам 1.800.000 луѓе кои биле на моите семинари, фестивали, по сите центри, клубови и по школи. Љубовта на јапанците се е огромна, голема према македонскиот фолклор. Има колеги од сите држави кои се занимаваат исто така, кои преподаваат фолклор во Јапан. Но никој од нив не е толку забележан, не е толку забележана нашата традиционална, културна, државно богатство на Македонија, кој што има корења и каде што може сето това да се презентира во нашиот свет. Сакани сме и многу групи сум довел во Македонија и ден денеска постојано се јавуваат што поскоро да дојдат, да ја посетат и да ја видат стварноста и да може да го споделат истата радост како што споредуваат тамо. Само македонските игри, само македонските собори кои се одржуваат во групата Билјана од Тојега Ока и ансамблот Македонка во Јокахама, кои постојано држат секоја година македонски собори. На тие собори сите преоблечени, направени некој од својата рака, некој од својата чепови кои ги прават, и многу има кои што биле тука и набавиле, така да сите тие собори по 150-200 души на тие. Точно не можам да поверувам дека јапанците можат това да го створат. Зошто и како се чудам, све ме прашуваат, што мислите за нас? Викам се, вие висока нација, вредна нација, културна цивилизација, играте многу убаво и технички и стилски, само не ви достига едно. Не им достига тоа што не можат да се насмеат. Кога се игра, кога се пее, тоа не се пее од играње од жалост, него од радост. А овде кога гледам кај вас дека е таа страна не можам да забележам. И велам дека ние не смееме да се смееме, ние знаеме што барате вие. Само вика, нашата традиција не ни дозволува да се смееме. Вика, замислете, играте една ора македонска, сите сте фатени за раце или за рамо. И како што треба ние да направиме? Треба да пуштиме раците од рамото и доле и да затвориме устата и да се насмееме. А зашто морате да ја затворите устата? Тоа е вика останато од постари времења, дека жената не смее толку да се смее и поради, да кажам така малце, е погрубо, устата била агли. Кога се смеат во старо време, така да не им е многу за тоа, секогаш мора да постават раката пред уста и да... Друго, сакам да се заблагодарам на мојата фамилија, специјално мојата сопруга, која исто така беше во таа 25 години, откаде земавме пола пензија. И благодарам на нив и за мојата фамилија која ми давава голема поддршка, за да можам оваа мисија да ја вршам по целиот свет. Благодарам.